Централен дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Заврши 10-та пастрамалијада од 3-денното славење на Штипскиот кулинарски бренд, задоволни и посетителите и угостителите. Штип се покажа како добар домаќин. Синоќа во село Истибања беше отворен 31-тиот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Двадесет и петата јубилејна манифестација Денови на Кочанскиот турист годинава ќе трае најкратко само 4 дена од 13 до 16 октомври, но ќе биде најбогата со активности и случувања. Милеу Контакт Македонија започна со реализација на втората поред кампања за подигнување на јавната свест и подршка во борбата против климатските промени. Под мотото "Климата се менува, од нас зависи". Пехчево е првата општина во државата која изготви стратегија за борба против климатските промени и имплементираше голем број на проекти. Караванот започна во Пехчево, а ќе се одржува во 10 општини. Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени од Пехчево ја започнува втората поред кампања за подигање на јавната свест и подршка во борбата против климатските промени. Мотото на кампањата која ја спроведува Милеу Контакт Македонија е "Климата се менува, од нас зависи". Целта на оваа кампања е да информираме широката јавност во сите овие општини кои што се дел од проектот за климатските промени, за негативните ефекти од климатските промени врз локалната средина, како и за сите напори кои што можеме ние како индивидуалци да ги превземеме со цел да ги спречиме оваа глобална закана. Со оваа кампања практично сакаме да ја пренесеме пораката дека климатските промени се реалност кои што ни се случуваат, се една од најголемите закани во моментов врз планетата Земја и иднината на новите генерации. Тие ги засегаат буквално сите поединци и затоа секој од нас треба да биде дел од решение. Пехчево во борба против климатските промени спроведе низа на проекти и е првата општина во државата која изготви стратегија за борба против климатските промени. Практично една и од главните цели на овој проект е да се подобри капацитетот на општините да се справуваат со климатските промени и да ги ублажуваат нивните ефекти. Така конкретно во Пехчево денеска ќе ги потсетиме граѓаните што е реално преземено овде. Значи се изработи една долгорочна стратегија за климатски промени на општината во чие што креирање учествуваше широката јавност, вклучително граѓаните, граѓанските организации и локалната самоуправа. Значи тоа е еден долгорочен стратешки документ кој што ќе биде подкрепа за идниот одржлив развој на заедницата. Направивме енергетско ефикасни објекти, школото, градинката, општината, домот на културата. Во градинката го сменивме котелот од котел на нафта со котел на пелети. Работиме на тоа да го промениме и котелот и во самото основно училиште. Во новиот објект што се изгради, новото школо што би било во функција на дисперзираните гимназиски паралелки, предвидуваме исто така котел на пелети. Во домот на културата имаме котел на пелети. Така да затоа реков, голем дел од проектите ги реализиравме и работиме и понатака да ги досработиме останатите. Кампањата насочена кон целокупната локална јавност ќе се спроведува во 10 општини во државата, а во истокот покрај во Пехчево ќе се спроведува и во Делчево и во Виница. Заврши огласот за вработување на уште 6 лица во Кочанската општа болница. Станува збор за 2 лекари, 2 сестри, 1 лаборант и 1 радиолошки технолог. Пред 1 месец општата болница Кочани вработи 3 нови лекари по општа медицина, со што полека но сигурно го докомплетира специјалистичкиот кадар кој е дефицитарен во установата. Заврши распишаниот оглас за вработување на уште 6 лица во општа болница Кочани. Станува збор за 2 лекари кои ќе бидат упатени на специјализација со предност на хируршките гранки и 4 вработувања на здравствени работници, и тоа 2 сестри, 1 лаборант и 1 радиолошки технолог. Огласот е резултат на 350 одобрени вработувања од владата за здравствени работници.
На распишаниот оглас кој што траеше 6 дена, за сите предвидени места се пријавиле и поднеле документи соодветни лица, кои што сега им преостанува да полагаат стручен испит и англиски јазик, информираше Дејан Апостоловски, директор на Општа болница Кочани. Од крајот на август пак во Кочанската општа болница во редовен работен однос се примени тројца доктори по општа медицина. Истите ќе бидат упатени на специјализација по анестезиологија, педиатрија и ОРЛ. Новите специјализации се резултат на неодамнешниот оглас што го распиша Министерството за здравство за кофинансирани специјализации. Инаку, додава Апостоловски, за година или година и пол, четворицата специјализанти кои пред 3 години ги прати болницата на специјализација, ќе завршат со своето изучување. Станува збор за специјализанти на хирургија, неврологија, педиатрија и гинекологија. Од февруари пак оваа година вработен е и нов психијатар во психијатриското одделение во Општата болница. Со овие нови вработувања и специјализациите, Кочанската општа болница полека но сигурно го докомплетира специјалистичкиот кадар кој што е дефицитарен во установата. Неодамна изградениот асфалтен пат со кој Долно Трогерци се поврза со Врсаково и Долни Балван донесе големо олеснување за тамошните жители и сточари. Останува да се асфалтираат уште 2 километри со што и Горно Трогерци конечно ќе се поврзе со Штип и Карбинци. Неодамна изградениот асфалтен пат од Долни Балван до Долно Трогерци понатаму до Врсаково создава амбиент за опстанок на постојните и можност за враќање на дел од иселените жители во тој дел на Овчеполието. Меѓутоа, за целосно заживување на тој регион, потребно е уште едно село да се поврзе со пат. Станува збор за Горно Трогерци. Сеја патот се направи до Долно Трогерци и веќе и поврзаноста и према Врсакова еден кружен ток се направи. Задоволни сме со тоа, олеснини се работа, меѓутоа имаме сега ние на кај Горно Трогерци имаме црн пат во време на дожд, тешко проводен, па тоа околу 2 километра до Горно Трогерци, така. Тоа ако се успее, а и надлежните ни најавија дека ќе се ангажират да го тоа доправат тамо, да ќе ни се олесне работата. Патот е добар и потребен. Луѓето таму има стока, живеат, такви работи има. Во моментот на пасиштата околу селата Горни Балван, Горно и Долно Трогерци се напасуваат над 2000 грла ситен и 500 крупен добиток. Ова е едно од подрачјата каде што по традиција се одгледувале стада со овци. Тоа е и најдоброто подрачје за сточарството. Тоа е веќе ридски предел тамо за идеално за одгледување на овци и на крави. Да. За време пуштањето во употреба на овој пат беше истакната потребата од целосно поврзување на сите села, со што комплетно се решава патната инфраструктура во двете општини, каде што се атарите на споменатите села. За сега расположба има, но се чека на одобрување на финансиски средства. Утро во пешачката патека позади Исарот осамна со демолирани канделабри и скршени светилки. Несовесни граѓани после бурната ноќ на Штипската пастрамалијада забавата ја продолжиле овде. По бурната ноќ од Штипската пастрамалијада несовесни граѓани решиле да продолжат со забавата на пешачката патека позади Исарот, но наместо со забава тие продолжиле со кршење на светилките поставени на истата. Оштетени се над 20 на канделабри на пешачката патека зад градскиот Исар. Нашите граѓани кои што обожаваат оваа патека, посебно вечерните часови, кои што уживаат и се рекреираат, да не се изненадат доколку вечер не видат светло, бидејќи половина од патеката е во мрак, затоа што очигледно некои многу совесни граѓани презреле такви активности за кои што успеја повторно Штип да го стават на некоја црна листа на вандалски градови во кои што се прават вакви безобразни работи. Од локалната самоуправа ценат дека штетата е голема и ќе чини многу пари. Станува збор за штета која што се мери во илјадници евра. Ние и порано имавме најчесто кршење на сијалици, меѓутоа таа штета беше минимална и покри тоа што е штета и ги заменувавме колку што можеме, но во овој случај имаме турнати канделабри, значи очигледно со насилен напор обид истите да се срушат, испокинати жици, срушени капи на самите канделабри, од кои што некои се разбира не може да се поправат, туку напротив треба да се стават нови, а сето тоа општината би ја чинело пари. Според очевидци станува збор за лица во алкохолизирана состојба, кои што забавата ја продолжиле на ова место.
Викендов беше пуштен во употреба новиот ловен дом на планината Плачковица на ловиштето Вртешка. За помалку од 2 години целосно се заврши неговата изградба со голема помош и ентузијазам на ловџиите и спонзорите на ловното здружение Ловец од Штип. Неодамна се реконструираше и седиштето на ловното здружение во Штип. Джиите од источниот регион добија нов ловен дом на планината Плачковица на ловиштето Вртешка. За помалку од 2 години целосно се заврши неговата изградба со голема помош и ентузијазам на ловџиите и спонзорите. Објектот свечено беше пуштен во употреба викендов во присуство на голем број нављубеници во ловот. На свеченоста присуствуваше и градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев. Се е до луѓето. Кога си има знае, кога си има желба за работа, кога си има ентузијазам, се прават вакви дела. Во рок од 2 години успеавме да го изградиме, значи горд сум што сум член на овој управен одбор за толку кратко време да направиме едно капче каде што сите ловџии ќе можат да се собираат, да се дружат, да се забавуваат и да ловат, да учествуваат во ловот. Ловниот дом е целосно опремен со кујна, трапезарија и 3 апартмани, во кои може да престојуваат гости од земјава и странство. Ловечкиот дом ќе биде отворен за сите ловци, сите добри луѓе и пријатели кои сакаат да престојуваат овде. Исто така и за странските гости кои сакаат да ловат во планината Плачковица во високото ловиште број 1 Вртешка. Покрај зградбата на новиот ловен дом, неодамна се реконструираше и ловното здружение во Штип. Овој стар и руиниран објект по цели 65 години доби нов лик. Ловното здружение Ловец е едно од најстарите здруженија во државата и брои околу 500 членови. Здружението стопанисува со 8 ловни терени за отстрел на ситен и крупен дивеч. Заврши 10-та пастрамалијада во Штип. Од 3-дневното славење на штипскиот кулинарски бренд задоволни и посетителите и угостителите. Штип се покажа како добар домаќин на јубилејниот гастрономско-музички хепенинг. По величествената вечер и забавата која неодоливиот Здравко Чолич ја приреди на присутните синоќе за време на третата и последна вечер на Штипската пастрамалијада и со неговиот денешен прием кај градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев заврши 10-та поред манифестација Штипска пастрамалијада. Најважно е да е лепа атмосфера. Најважно е дека имаше убава атмосфера, пеевме заедно и времето не послужи. Уживавме во синоќешниот настап и многу сум среќен и ви благодарам за поканата. Многу се радував на доаѓањето во Штип. Многу сум се радувал доласку во Штип. Ден претходно пред присутните на пастрамалијадата настапуваше познатата група Рибја чорба, чии членови придонесоа за одлична забава. Не е важно што мислам јас за синоќешниот настап. Важно е дека ниту еден човек кој вчера беше на концертот не си замина незадоволен. Мислиме светци. Важно е да ниједен човек кој е био синоќ на тргу не е отишол незадоволен куќи. Единствената замерка која фронтменот на Ю група Жика Јелич ја имаше, а беше поврзана со Штипската пастрамалија, е тоа дека таа била навистина голема. Ю група буквално го скрши мразот со нивниот настап првата вечер, а членовите на оваа група која постои над 40 години, задоволни од настапот и енергијата која ја пренесоа и веруваа дека оставиле добар впечаток пред публиката. Мислите на брендот и заштитниот знак по кој сето ова го добило името? Да, пробавме и строго се придржувавме до правилото. Не користевме прибор за јадење, туку само со рацете, со прстите. И единствена забелешка е што тоа беше многу големо и не можев се да изедам и морав да оставам. Ми беше жал, ама добро. Пробав и ја задоволив мојата љубопитност. Освен овие познати имиња од просторот на бивши југословенските републики, трите вечери на пастрамалијадата беа збогатени и со македонскиот мелос, македонската музика. Верувајте дека 80% од граѓаните само на вакви манифестации и на такви настани можат да си дозволат да приступат на таков врвен музички настан. И мислам дека најуниверзалната вредност која ги врзува народите, а посебно од државите кои настанаа од екс-Југославија е музиката. Иако одличната забава беше неизбежна, не можеше да помине без трката на келнери и брзото јадење пастрамалија, на кое беше соборен минатогодишниот рекорд. Борче Митев успеа за 1 минута и 45 секунди да изеде цела пастрамалија, а останатите преферираа да уживаат во препознатливиот вкус. Најзадоволни секако се директните учесници, угостителите. Се уште е рано да шпекулираме за бројки околу колку се продадува овие 3 дена, само може да кажам дека сме задоволни од посетеноста и продажбата сигурно и се надеваме дека овие наредните дена ќе се сумираат резултатите.
10-тото јубилејно издание на Штипската пастрамалијада ќе остане во сеќавање на сите, на членовите на тимот околу организацијата, како што вели градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев, 300 на број, а пред се на штипјанката Татјана Панева. После долгогодишна врска, доволна за да знаат дека се еден за друг, на концертот на најголемиот шармер и романтичар Здравко Чолич се случи најромантичниот настан за Панева. Незиниот, сега веќе вереник Илија Ќосевски, ја побара за сопруга токму додека во позадина се слушаа стиховите на прекрасната балада Еј, драга, драга. Преку, како што вели Ќосевски, наместена наградна игра со заеднички пријатели, неговата сакана го добива добитниот талон. Понуда за брак. Нека се вечни заљубените, идните сопружници и нека е вечна пастрамалијадата и со секоја наредна година организаторот Општина Штип да не изненадува со се попознати музички имиња, кои секако привлекуваат голем број посетители, со кои трите дена во кои се слави пастрамалијата, Штип е центарот на Македонија. Синоќа во село Истибања беше отворен 31-тиот меѓународен фолклорен фестивал Истибањско здравоживо. Играта, песната, танцот преточени во фолклор секој септември ги обединуваат и зближуваат децата од 3 континенти на едно место во село Истибања. Илјадници километри во патување за да се стаса да се биде учесник на 31-тиот меѓународен фестивал Истибанско здравоживо. Повеќе стотици деца тинејџери од Монголија, Латвија, Украина, Романија, Турција се тука за да ја презентираат нивната култура и традиција. 31 година поред овде во Истибања продефилираа безброј фолклорни групи од многу земји од светот. И сите тие оставија дел од културата како спомен за истибанци. Преку танци, преку песна, ќе можеме да ја запознаеме културата, обичаите, традициите на гостите што се денес овде. За учесниците, првиот впечаток е нашата гостопримливост и широкоградост. Македонија е земја која сакаат да ја видат и доживеат. Први пут гостуваме на фестивал Истибанско здравоживо. Ние сме за прв пат на овој фестивал. Дојдовме да го представиме националниот фолклор од Црна Гора. Ке настапиме со игри од Црна Гора. Игри из Црна Гора. We are for the first time in Macedonia. За прв пат сме во Македонија. Нашиот ансамбл брои 80 деца, од кои 25 се тука. Пееме, играме, свириме различни инструменти, но претежно танцуваме. We not only dance, we play different instruments and we sing traditional songs. На отварањето на фестивалот впечатливо доминираше и македонскиот фолклор од сите краеви на Македонија. Гости беа не само ветераните на китка, туку и членовите на копачка. Една баш неубава иницијатива што господинот Стојков ја возобнови, односно ја установи и навистина за овој регион е пример како треба да се негува и чува, како и презентира фолклорното богатство на Источна Македонија. Јас сум млад веќе во китка 5 месеца, а задоволство ми е тоа што го одржаваме македонскиот мелос. Боите на фолклорот денес ќе заиграт во Македонска каменица, во среда се во Облешево, а во четврток е гала концертот во спортската сала во Виница. 25-та јубилејна манифестација Денови на Кочанскиот ориз годинава ќе трае најкратко само 4 дена, од 13 до 16 октомври, но ќе биде најбогата со активности и случувања. На состанокот одржан во општината, Комисијата за култура при Советот на општина Кочани и Организацијскиот одбор на манифестацијата ги договараа и прецизираа деталите околу организирањето со можни внесувања на нови содржини. Комисијата за култура при Советот на општина Кочани и Организацијскиот одбор на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз одржаа состанок со цел финиширање и прецизирање на активностите за 25-та манифестација што годинава ќе се одржи во 4 дена од 13 до 16 октомври. На програмата од манифестацијата и годинава ќе се најдат бројни содржини. Кочанските денови на оризот започнуваат на 13 октомври со отворање на 5-та ликовна колонија Свети Пантелеймон 2016 и театарска представа на актериот Пореч Република Хрватска. На 14 октомври организирана посета на гостите на знаменитости надвор од општината и настап на гостите во околните општини Виница, Македонска каменица и Зрновци.
Изборот на жетварската убавица со настап на гости од Република Хрватска е закажан за 14 октомври, со дополнително утврдување на времето на одржување. Во сабота на 15 октомври гостите, делегациите и културно-уметничките друштва ќе бидат примени кај градоначалникот, а потоа истиот ден следува културно-забавна програма со настап на децата од градинките, училиштата, хоровите, децата од фестивалот Музички бранови, фолклорните друштва од општината и групите од странство. Ке се делат и специјалитети од Орис, сутлијаш, лапа и пилав. Кочанските денови на Оризот годинава и со нови содржини. Несуваме нови содржини, имаме спортски активности, имаме настап на хор, имаме настап од порече од Република Хрватска, така да имаме доста активности кои што досега ги немавме, имаме театар кои што значи за прв пат се случува таа година. Очекуваме, како што е јубилеј на 25-та поред манифестација, оваа година да имаме и доста масовно присуство и доста гости и од општината и од соседните општини и од другите држави кои што традиционално го посетуваат Кочани. Главните случувања се закажани за внедела на 16 октомври, кога ќе биде извршен обичајот за жнејување и вршидба, кои што годинава ќе се одвиваат на нива од Институтот за Орис кај Грдовски пат, пропратено со настап на фолклорна група со жетварско оро. Истиот ден во 12 часот во паркот програмата продолжува со прогласување на најдобриот земјоделец на годината, најдобрата фотографија за Кочани, како и најдобро уметничко дело со мотив од Кочани од ликовната колонија. Комисијата за култура и организацијскиот одбор на состанокот се договараше околу настапот на познат естраден уметник или група од Македонија, каде што беше предложено да се покани познатата етногрупа Љубојна. Владеачката единствена Русија, според официјалните резултати од Централната изборна комисија, на вчерашните избори освоила над 54% од гласовите и ќе има над 300 од 450 места во идната државна дума. Со тоа таа ќе има мнозинство од 2/3 во долниот дом на парламентот и ќе може да изврши измени во уставот. Другите три партии кои освоија доволно гласови, односно го надминаа прагот од над 5%, што им овозможува да влезат во думата, се Комунистичката и Либерално-демократската партија со над 13% и Праведна Русија со над 6%. Сите се блиски до Кремљ. Кандидатите на оваа партија, која е поддржана од претседателот Владимир Путин, исто така водат во повеќето од 255 регионални собранија. Меѓутоа, вчерашните избори се соочија со опасност да бидат засенети од малиот одзив на гласачите, како и зголемениот број на нарушување на гласањето. Американските медиуми јавија дека 5 лица биле оапсени за можна поврзаност со експлозијата на рачно изработена бомба во Менхетен, при што беа ранети 29 луѓе. Федералните истражни органи откриле дека бомбата содржала тартин, експлозив кој често се користи за вежбање и може да се купи во продавници за спортска опрема. Властите велат дека нема докази од изад нападот стои некоја меѓународна терористичка група. Турски авиони извршија напад врз 3 локации во северна Сирија кои се сметаа за упориште на терористичката организација Исламска држава, изјави представник на турското воено воздухопловство. Во вчерашниот напад се гранатирани воен команден штаб на Исламска држава за солниште, како и склад за муниција. За сега нема информации за бројот на ликвидирани терористи, соопштуваат извори на турското министерство за одбрана. Операцијата во северна Сирија, наречена Еуфратски штит, турските власти ја почна на 24 август. – 2768 метри надморска висина не беа проблем. Планинарите од планинарското спортско друштво Голак од Делчево, заедно со своите пријатели од Република Бугарија, да го искачат Титов врв, еден од највисоките врвови во Македонија. Искачувањето го одевме по летната патека, уште позната и како Вакавска патека. Тоа е со вкупна должина од околу 11,5 км во еден правец или отприлика околу 23 км во двата правци, со висинска разлика некаде околу помалку од 1000 метри.
Планинарите учесници на маршот имале идеални временски услови кои во голема мера влијаеле сите планинари без потешкоти да ја реализираат планинарската маршрута до Титов врв. Ова високогорска акција исто така беше поддржана и од наши пријатели планинари од планинарското друштво Аргентус Маунт од Тетово. Исто така ова високогорска планинарска акција траеше 2 дена, односно така што првиот ден ги поставивме шаторите пред планинарскиот дом Љуботен на околу 1800 метри надморска висина на Попова шапка, каде што преноќававме за да во наредниот ден во раните утрински часови продолжиме со реализирање на нашата високогорска акција Титов врв 2016. Инаку најмладиот планинар, член на планинарското спортско друштво Голако Делчево, Давид Чучуковски, и годинава за своите учества на неколку исклучително напорни планинарски маршрути од страна на Федерацијата на планинарски спортови, беше рангиран меѓу тројцата добитници на државната стипендија Спортска надеж, која ја доделува Агенцијата за млади и спорт. Викендов се одиграа надпреварите од 6-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Дербито се одигра на арената Филип II во Скопје меѓу градските ривали Работнички Вардар, каде што актуелниот шампион Вардар го совлада Работнички со 1:0 со гол постигнат во првото полувреме. Во останатите надпревари, победа и Брегалница одигра 0:0 на стадионот под Тумбе Кафе во Битола. Нерешено без голови заврши дуелот меѓу Силекс и Ренова. Најефикасниот надпревар се одигра во Тетово, каде Шкендија беше убедлива против Македонија Ѓорче Петров, и во надпреварот кој се одигра во саботата, Шкупи дојде до првата победа оваа сезона со гол постигнат пред самиот крај на дуелот, додека за Пелистер ова беше втор пораз. Моменталната табела по одигрување на 6-тото коло. Вардар е на врвот со 16 бода. На втората позиција Работнички со 12 бода, Пелистер и Шкендија имаат по 10 бода, Ренова 9, Силекс 8, Шкупи 5, Победа 4, Брегалница 3 и Македонија Ѓорче Петров на последната позиција со 2 бода. Се одигра третото коло во третата македонска фудбалска лига Исток, коло во кое во најголем дел славеа фаворитите. Беласица со убедливи 7:0 го совлада тимот на Василево. Со убедливи 4:1 малеше победи Саса од македонска Каменица. Напредок Здраве Радово славеше наслога од Виница со 3:0, додека Брегалница загуби од Тиверија на домашен терен со 0:2. Дербито на колото се играше во Пекчево, каде домашната екипа на Кит го совлада тимот на Плачковица со 1:0. Интересен дуел со многу перипети, но сепак со гостинска победа се играше во Кочани, каде Осогово загуби од Овчеполе со 1:2. Во ова коло не достига резултатот од надпреварот Рудар Работник, а слободна беше екипата на Конче Бирлик. Ке добие ли Македонија уште едно злато во пауерлифтинг? Ова прашање само по себе се наметнува, откако каменичанецот Бошко Стаменковски во изминатиот период во дисциплината бенчпрес ги собра сите златни медали од поголемите надпреварувања, а веќе во среда во Књажевац, Србија, каде ќе се одржи светското првенство во пауерлифтинг, ќе атакува на ново злато. Светско такмичење кое се одржи во Србија во Књажевац, каде планирам да бидам во категорија до 67,5 кг, и планирам рушење на светски рекорд. Новиот светски рекорд кој го навестува Стаменковски е подигање тежина над 115 кг за надпреварувачи со тежина до 67,5 кг. Инаку во овој спорт Стаменковски од 2014 година и еден од најуспешните македонци во пауерлифтинг. Ова беше се во Централниот дневник. Се гледаме повторно во 23 часот. До тогаш пријатно.